Професорке Бужаровска, каква оценка ќе дадете за одлуките на судот по предлозите од специјалното јавно обвинителство со оглед на тоа што се отфрлени сите предлози за притвор и судот воглавно ги одзема пасошите на обвинетите? Видете, нажалост, воопшто не сум изненадена од ваквата одлука на судот, имајќи го предвид капацитетот на тие судии што се останати во популарно кажано скопска единица, ништо друго и човек не може да очекува. Вистинските суди или они кои што навистина имаат интегритет се сместени во одделот за прекршоци, така што, како велам ја, секоја случајност е намерна и од тука не ме изненадуваат ваквите одлуки. Но судиите мора да знаат дека за секоја одлука сносат одговорност. Сносат одговорност затоа што вршат една функција која што значи, би рекла, етаблирање на судството во вкупните општествени случувања. Недовербата во судството е резултат и на вакво постапување на судот. И со ваквите одлуки не помагаат во подобрување на или враќање, би рекла, на довербата. Напротив, него зајакнуваат чувството, ова веќе не е на ниво на импресија, него е со конкретни действија, чувството дека ние немаме асално судство во државата. И дека ќе ни треба најмалку специјално оделение, да не речеме меѓународен суд, кој што ќе треба сето ова фино да го isprocesира. Па не сум баш убедена дека и некои од судиите нема да бидат дел од тие постапки. Знаете, попречување на правда е нешто што очигледно со што ќе мора да се позанимаваме во следниот период. За вакви сериозни кривични дела, не сме ЗКП персонално да се применува. Значи, ние имавме различни случаи предходно, каде што за многу багателни кривични дела беше изрекуван притвор. Правевме анализа. Со опсе видовме како. За 2 часа врз основа на докази од полиција се предлага притвор и во 99% е тој прифатен. Така што сега за вакви, за функционери од висок ранг, тоа висок во наводници би го ставила, бидејќи е тоа во основа криминален ум и тоа едно злосторничко здружување што мора час поскоро да се разбие. И секој оној кој што одлучува во прилог персонален на лицето против кое што е поднесено барањето, паѓа во ризик да биде, како би рекла, инволвиран или препознан како дел од злосторничкото здружување. И ќе дојде период во Македонија, сум оптимист, кога разрешницата на сето ова ќе биде во еден друг правец. Значи, ценам дека преблаго е мерките за предпазливост, се преблаги, особено затоа што врпчињата овде кај нас знаат дека дел од нив имаат и друго државјанство. Кој пасош е одземе? Нашиот, македонскиот? Чуму ви е македонскиот пасош, ако имате вие пасош од некоја европска држава, например. Така, или од пасош на соседна држава. И сега граѓаните со право се го поставуваат прашањето кој кого тука прави луд. Задоволувачки ли е бројот од 20 обвиненија кои што го има специјалното јавно обвинителство и што со случаите кои што не се истражени? Преди да ви кажам, специјалното јавно обвинителство мина низ еден турбулентен период на мноштво, би рекла, потешкотии, сериозни потешкотии. Од тука сметам дека, видите, лесно е да наоѓате грешки или да критикувате. Јас мислам дека се они навистина успешни во она што го сработија за тој временски период, бидејќи се работи за голем доказен материјал или материјал од кој што тие ценат што ќе биде доказен материјал, така што нешто се доволни, него доволно дел од нив и да се процесираат онака како што тоа специјалното јавно обвинителство го предлага. Верувам дека многу работи ќе се вратат на своето лежиште. Така што мислам дека таа одредба е противуставна, убедена сум во тоа, од аспект на еднаквост пред законите, од аспект на правна сигурност и владење на право, и таа треба час поскоро да се оспори пред Уставниот суд и да биде укинета како таква и да едноставно специјалното јавно обвинителство да си продолжи со работење, бидејќи тоа во интерес на државата. Настрана сите етикети што се ставаат, едноставно е срамно да го етикетирате еден државен орган формиран со закон донесен во парламентот, така што треба да се тргне тој рок кој што представува пречка да правдата излезе на виделина. Тоа е нешто што граѓаните го очекуваат во оваа држава.